Во училишниот двор на основното училиште Кочо Рацин денеска се одржа хуманитарен великденски концерт. Под мотото "Подари насмевка, Великден за сите" настапија голем број ученици и домашни музички изведувачи со богата музичка и сценска програма. Хуманитарниот концерт го организира Советот на родители на училиштето во соработка со општествено одговорни компании и со поддршка на училиштето. Целта е да се соберат средства за поддршка на ученици од семејства во социјален ризик. Инаку секој присутен на концертот имаше можност да ја поддржи хуманитарната акција донирајќи во поставените кутии за донации. Иницијативата дојде од Советот на родители, од Социјалниот на Советот на родители и решиме ова година да смениме нешто, да не биде како предстојните години да собираме пари без никаква иницијатива. И сега решиме да направиме еден пролетен фестивал на радоста, така го крстивме, "Подари насмевка, Великден за сите", каде што со собраните средства ќе направиме еден символичен настан, каде што средства ќе ги донираме на деца од социјално загрозени семејства и ќе дадеме со сите останати ќе дадеме еден убав музички хепенинг како вобед во пролета и вобед во празничните денови на големиот празник Великден. Така да собраме околу 100.000 денари како донација. Многу општествено одговорни компании излегува пресрет, ја препознаа нашата идеја. Општествено одговорни компании кои ја препознаа нашата идеја и дадоа несебичен принос. Исто така би сакал да ја пофалам и нашата директорка Галаба, сите наставници и општина Кубана. Може да дадеме да инициираме идеја. Дали идејата ќе биде прифатена, тоа зависи од нив. Ние сакаме ова да остане тука во Кочо Рацин, во нашето училиште и да прерасне во една традиција каде што секоја година ќе се одржува ваков настан. Денеска навистина сите дишеме во еден ист дух. Радост, среќа, хуманост, сподели радост, дај поддршка да секој на кого му е потребно. Значи, ја слушате атмосферата зад нас. Значи, денеска сите сме едно. Родителите, децата, наставниците, пресретни сме затоа што имаме можност пред великденските празници да им подариме среќа на оние на кои што најмногу им е потребно. Па сега да уживаме сите заедно. Родителите собираат донации, значи сета организација од страна на родителите собраат доволно донации од фирми кои што ќе им подалат ваучери на семејствата на кои што најмногу им е потребно од социјален ризик од нашето училиште. Мислам дека тоа е навистина за поздравување затоа што прв пат тоа не се случува. Многу сум и благодарна на сите затоа што денеска покажа дека се со нас и дека нема Кочо Рацин да застане тука, туку ќе оди само по вистинскиот пат. Утре во периодот од 8 до 14 часот најавени се прекини на електрична енергија на делот од улицата Киро Фета кон пазарот, на улицата Карл Маркс од училиштето кон пазарот, делот од улицата Христијан Тодоровски Карпош кај пазарот и на булеварот Трета македонска ударна бригада, поконкретно од кружниот тек кон бензинската помпа Лукойл, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Во организација на Сдруженијето Коло на српските сестри денеска во фоајето на Центарот за култура се одржа централната манифестација на проектот Цветници, поддржан од општина Куманово. По 2 ученика од кумановските средни училишта се надпреваруваа во креативна изработка на икебани од свежо цвеќе. За најубава икебана е прогласен аранжманот на ученичка од гимназијата Гоце Делчев. Второто место му припадна на стручното училиште Перо Наков, а третото место го делат техничкото училиште Наце Буѓони и државното Киро Бурнас. Икебаните се продадоа, а средствата се наменети во хуманитарни цели. Сите останати учесници во проектот Цветници добија дипломи за учество. Нашето здружение втора година поред одбележува Цветна недела, така наречен проектот Цветници, за кој сме поддржани од општина Куманово, поточно од сектор за култура и спорт. Мислам дека е значаен овој проект, поготово што има опфатено деца од сите возрасти. Наиме, опфатени се деца од градинка, кои садат цвеќења во нивниот двор во една од градинките. Опфатени се деца од 8-годишни училишта или 9-летка, 7-8 оделенија, кои во петок плетат венчиња од брвово пруќе и цвеќе и во сабота
на Лазарева сабота, тие венчиња ги делат на деца кои доаѓаат во црква. И тоа веќе помина Лазарева сабота, во недела се цветници, вчера, али бидејќи не се работи вчера, ние во понеделник го организираме овој настан. Овдека учествуваат деца од средни училишта, по 2 ученички од секое средно училиште, ќе се надпреваруваат во правење на икебани, аранжирање на икебани, и ова е од надпреварувачки карактер. Ние ќе доделиме 3-4 награди, зависно од тоа колку имаме и што ќе биде избрано од страна на комисијата. Може би некој ќе се праша зошто го одбележуваме овој празник. Сметаме дека ние христијани треба да си се учиме на овој начин на нашата вера, на нашите обичаи, а овој обичај, Цветна недела, е по повод влегување на Исус Христос во Ерусалим и се празнува недела дена пред Великден, пред нас големиот празник. Би сакале следната година да биде уште помасовно, ова година сме задоволни, бидејќи од градинка ни доведоа децата, значи ги обавестиле родителите и тие дојдоа со децата. Имаме прекрасна логистичка поддршка од нивна страна и презадоволни сме. Веруваме и денеска дека ќе бидеме задоволни со тоа што посетители ќе купат икебани и тие средства ќе одат за помош на една породица или во хуманитарни цели, или некој дете, независно што тоа после ќе биде договорено. Цветници, може би за мене е еден од најмалите празници, затоа што најавува доаѓање на пролет, доаѓање на една нова енергија и поврзана со будење на природата, со цветот. Вчера баш бев на село, на викендица и навистина, она доживување кога се дел од природата е посебно. Благодарам Жижа што сите овие години вашето здружение работи на вакви убави теми кои го буди христијанството во нас, го почитува христијанските празници и се поврзани со раѓање на природата. Благодарам што сте инволвирале повеќе ученици од градинка, преку основни и преку средни училишта. Јас се надевам дека денеска ќе ги разгледаме, веќе сте ги наградиле и икебаните, ќе ги разгледаме и ќе видиме што е уствари дел од креативноста, што прави ова манифестација, да бидат споени децата со природата и со христијанството, со својата религија, со својата вера, но и креативноста да се буди кај нив. Благодарам што правите вакви убави манифестации, што аплицирате секогаш со прекрасни настани и благодарам затоа што на крај на денот најбитно е дружењето на учениците, а тоа го имаше при плетење на венчиња во Каридич и излегување во природа на децата кои ги бират тие цвечиња. Имаме разни видови на проекти, еден од нив е Цветници, кој е, да не кажам, страдалната недела, последната недела од Исус Христос, која е дел на воскресување на Исус Христос. Благодарам Жижа што ни дозволи и што направи овој празник децата да го запознаат уште повеќе. Благодарам на сите основни средни училишта, градинки кои биле инволвирани. И благодарам на вас што сте направиле веќе прекрасни декорации. Благодарам што еднаш. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера попладне на регионалниот пат Куманово Крива Паланка кај село Војник полициски службеници лишиле од слобода 36 годишен кумановец кој управувал патничко возило Опел со кумановски регистарски ознаки со брзина од 182 км на час, пошто веднаш бил исклучен од сообраќај и задржан во полициска станица. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило, соопшти Министерството. Надлежните соопштуваат дека вчера во СВР Куманово лекар од итна медицинска помош пријавил дека во стан во Куманово била пронајдена почината 66 годишна жена. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово, а по насока на јавен обвинител телото било предадено на Институтот за судска медицина за обдукција, соопшти Министерството за внатрешни работи.
Српската заедница во Македонија, регионален одбор Куманово и Демократската партија на србите денеска го одбележаа денот на бомбардирањето на спортскиот аеродром Аџитипе во близина на Куманово, кога била нападната војската на Кралството Југославија од страна на германската авиација на 6 април 1941 година. Одбележувањето традиционално се одржува кај споменикот изграден во чест на загинатите 8 авиатичари на улицата Никола Тесла во Долно Којнере. По тој повод свежо цвеќе положија делегации од државни институции, дипломатскиот кор, политички субјекти, граѓански здруженија, а во име на општина Куманово градоначалникот Максим Димитриевски и председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска. Настанот беше проследен со пригодна културно-уметничка програма. Šta reći o 6. aprilu? Šta reći o ovim ljudima? Znamo, skoro svake godine ponavljamo te istorijske časove. Poletili su rano jutro, posle kasne informacije, budući da znamo u kojim uslovama su živjeli i kako su radile te radiostanice. Znači, na ovoj teritoriji su ušli prvi nemački avioni, ne na teritoriji Beograda, kako se najčešće govori. Naše sile su imale obične, najjednostavnije i, rekla bih, najskudnije avione. Međutim, njihova hrabrost je bila iznad sve mašinerije tadašnjeg nemačkog savremenog naoružanja. Dali su svoje živote tako što su na neki način možda i prve kamikaze na ovom području bile, shvatajući kolika je snaga pred njima, zabijali su se u neprijateljske avione, bar da ih koliko toliko uspore te napade. 6. april je za nas, sve koji smo živjeli u toj Jugoslaviji, sve koji sada obeležavamo taj dan, dan užas, dan podsjećanja na nešto što je izazvalo mnogo stradanja, mnogo uništavanja infrastrukture, materijalnog dobra, ali pre svega ljudskih života. Jugoslavija je po statističkim podacima procentualno gledano posle Rusije imala najviše žrtava. Ako realno merimo, možemo samo da pretpostavimo koliko bismo stanovništva imali da nije bilo tog rata. Последната недела пред најголемиот христијански празник Великден е позната како страдална или страстна седмица. Верниците во текот на страдалната седмица поминуваат повеќе време во храмовите. Особено значајни се попладневните богослужби на Велики четврток и Велики петок, како и пречекот на воскресението во сабота навечер. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека од 10 април годинава започнува со целосната имплементација на системот за влез во Европската Унија, со што на надворешните граници на Европската Унија се воведува нов дигитализиран начин на евиденција и контрола на државјани кои патуваат за краткорочен престој, а се од држави кои не се членки на Европската Унија. Со воведувањето на новиот систем, влезовите и излезите ќе се евидентираат електронски, а системот ќе овозможи обработка на основни биометриски податоци со цел побрза идентификација и поефикасно следење на дозволениот престој согласно правилото 90 дена во период од 180 дена, со што времето на задржување на граничните премини за влез во Европската Унија би се зголемило. Воедно ви известуваме дека од страна на граничната полиција на нашата држава се преземени сите потребни мерки и активности, односно ставени се во функција сите расположиви материјално-технички и човечки ресурси со цел обезбедување брз и непречен проток на патници на нашите гранични премини, велат од Министерството за внатрешни работи. Пролетните денови се време за моменти исполнети со мечтање, возбуда и надеж дека сте родени под среќна ѕвезда. Игрите на среќа Лото 7 и Џокер секогаш носат многу можности за остварување на големите соништа, одамна планирани патувања, купување нов автомобил, стан, но и можност да се направи добро дело. Со секоја уплата на игрите на среќа на Државна лотарија, вашата шанса за добивка веќе е обезбедена. Што би направиле доколку би освоиле голема добивка од игрите на среќа Лото 7 и Џокер на Државна лотарија? Доколку добијам некоја голема добивка,
дел од парите би уложил во некој личен бизнис, а дел од парите би ги уложил во хуманитарни цели. На вистина среќата е под прстите и се насмевнува на играчите. Играм редовно лото, пред 2-3 години добив шеска и верувам во игрите на среќа на лотари. Во играта Лото 7 можете да изберете учество во поединечна игра со символични 30 денари за една лото комбинација со полн систем и со скратен систем. Во играта Джокер може да се учествува без претходно учество во играта Лото 7. На едно помошно ливче може да се уплатат и до 50 Джокер броеви. Учествувајте одговорно во игрите на среќа кои не се наменети за лица под 18 години. Да подсетиме дека со секоја уплатена комбинација се дава и придонес кон општествено корисни цели.